Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Дебелото црево има клучна улога за нашето здравје, а неговите заболувања често се развиваат тивко, без јасни симптоми, од полипи и дивертикулози, преку воспалителни болести како што е Кроновата болест, па се до карцином. За жал, проблемите со дебелото црево се почесто се дијагностицираат и кај помлади лица, кога терапијата со лекови не е доволна и операцијата станува неопходна. Зошто кај некои пациенти има потреба од поставување колостома? Кога и зошто се оперира дебелото црево? Како изгледа операвувањето и што значи квалитетен живот по хируршки третман? На оваа тема денеска зборуваме со доцент доктор Шенол Тахир, субспецијалист по дигестивна хирургија. Останете на Телма, набрзо се гледаме со гостинот во студиото, а во одреден дел на емисијата ќе оставиме простор и за ваши прашања. За операцијата на дебелото црево во денешната Телма амбуланта разговараме со доцент доктор Шенол Тахир, субспецијалист по дигестивна хирургија од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта, повторно добар ден. Добре најдов, среќна нова и празници, се надевам. После празниците време и за работа. Така. И благодарам се најубаво и вам во 2026. Докторе, имаме во дигестивниот систем имаме 12 палечно црево, тенко црево, слепо црево, дебело црево. Денеска фокусот ќе го ставиме на болестите на дебелото црево кои што барат хируршки третман. Колку долго е ова црево? Каде започува, каде завршува? Има ли разлика во неговиот диаметар на почетокот и крајот? Да, вака, самото дебело црево е еден дел од практично системот за варење, кој што не започнува во устната шуплина, завршува со анусот, а самото дебело црево започнува со крајот на тенкото црево, така наречената валвула Баухини. Тој е делот практично каде што е и слепото црево. Тука се наоѓа. Тој е од десна страна на стомакот во долниот дел, започнува дебелото црево и завршува со чмарот, со анусот. Неговата должина некаде од 150 до отплика 150 сантиметри, значи метар и пол до 2 метри и 20 сантиметри. Има различна должина, значи, има неколку делови. Дебело црево во споредба со некој тоа може да е разлика до 50 сантиметри, може да има разлика кај поедини луѓе. Со тоа што таа е составена од неколку делови, како цекум, па нагорен, па попречен, надолен, сигма и крајниот дел, правото црево или ректумот, кој што завршува на крај со самиот чмар, односно анусот. Неизината дебелина, односно неизинот диаметар, условно кажано, е различен. Тој е поширок во почетниот дел, каде што практично прима содржина од тенкото црево, а понатаму тој неизин диаметар се променува, има различен диаметар. Тоа е пошироко во делот на сигмоидалниот дел, а најширок дел е практично крајниот дел кој што се вика ампула на ректум, делот кај што веќе се создава крајниот измет и пред да се тој исфрли, тој дел е малку проширен. Широчината е различна од 5-6 сантиметри и делови кои што се до 7-8 сантиметри. Се збориме во нормална кондиција кога се наоѓа самото дебело црево. Дебелото црево е многу значено за нашето здравје, за функционирањето на организмот. Која е неговата најважна функција? Најважната функција на дебелото црево се состои пред се во апсорпцијата на водата, значи. Таа започнува од почетниот дел на дебелото црево, некаде и до крајниот дел. Најголемата функција се однесува токму на ресорпцијата на водата и дел на одредени минерали, а исто така има функција и во создавањето, односно во апсорпцијата на одредени витамини. Пред се тука се витаминот К и витамините од групата Б. Исто така во самиот состав на дебелото црево се наоѓаат и голем број на бактерии кои се потребни за завршното, условно кажано, обработување на хумусот кој што се наоѓа во дебелото црево, кој што на крај, од кога ќе се измолзат, условно кажано, сите потребни течности,
и дел од тие витамини, на крај останува оној испразнок, односно изметот кој што веќе е пред се богат со токсини и одредени бактерии кои што не ни се потребни нас на организмот. Инаку во самиот состав на дебелото црево се наоѓаат одреден број на бактерии кои што се потребни за разложување и евентуално за неговата нормално функционирање, кои што велиме дека се нормални домакини на нашето дебело црево. Кои што живеат во нашето дебело црево, за дел од микробиомот, вела дека се клучни за нашиот имунитет, затоа и е важно толку дебелото црево. Да, функцијата секој е важна. Значи, самото дебело црево, штом, нели, тој што не создал, тој дел го направил, значи тој е секој дека е битен, а прашањето дали ние може да функционираме без да имаме дебело црево. Секој дека организмот се адаптира. Значи, тој е дел кој што е неопходен, но во состојби каде што дебелото црево ни е болно, делови од дебелото црево, дури некојаш знае и целото дебело црево ние да го извадиме, може човекот нормално да живее, со тоа што деловите од функцијата, пред се ресорпцијата на вода, ја превзема крајниот дел на тенкото црево, а функцијата на празнење се променува со тоа што, нели, кај човек нормално во 24 часа еднаш, некојаш до 2 пати се рачуна дека е нормално празнење, додека кај оние луѓе заради X причини, пред се заради болести, дали се тоа бенигни или малигни болести, кога немаме дебело црево, таа функција ја заменува тенкото црево, односно кога ќе креираме одредени формации, така да речени стомен, за тоа малку покасно и вие ќе прашате. Споменавте дека нормално празнење на дебелото црево еднаш до 2 пати во денот. Што доколку се случува 2 до 3 пати во неделата, дали тука веќе постои проблем? Па секако, значи, збориме, значи, би требало човек во 48 сата барем еднаш да излезе по голема нужда. Доколку имаме периоди на одложено празнење или проблематично празнење, секој дека тука веќе имаме некоја состојба која што бараат да се доиследи. Дали се работи за болести од типот на слаба функционалност, слабо празнење, слаб моталитет, така наречен, односно слабо движење на самото дебело црево, бидејќи тенкото црево се движи многу, но и дебелото црево си има одредено послабо движење, така наречена перисталтика, која што возможува од почетниот дел кон крајниот дел да се движи соодветна содржина на дебелото црево, на крај за да доедне до измет и на крај и самиот измет со тие перисталтички движења да може да се изфрли во надворешната средина. Практично, кога се пореметува функцијата во делот на движењето, во перисталтиката, или евентуално заради некои пречки во самата цевка, условно кажана, дебелото црево, знае тогаш да имаме одложено празнење временски, тогаш причината за ваквото празнење би требало да се доиследи, значи да видиме што е причина. Ако еден човек не се празни во 3, во 4 дена, или некојаш имаме еднаш се празни на 2 дена, потоа се празни на 3 или 4 дена, веќе таа состојба би требало да се доиследи. Некој велат има мрзливи црева. Да, еден од тие феномени пред малку што го спомнаме се работи за она одложено празнење заради слаба перисталтика. Дали тоа е причински некојаш врзано за друга болест која што не е директно врзана за дебелото црево, тоа се состојби каде што се пред се за психичките болести, кај тие лица заради општата слабост или општата состојба на организмот и самите црева се малку со спора функција, спора празнење, и евентуално кај други состојби кога имаме болести на самиот зид на дебелото црево, и тие некој знаат да се причина за одложено празнење. Тие се состојби некои што бараат конзервативно лекување, дел од тие болести некојаш бараат и евентуално и хируршко лекување. Докторе вела дека дебелото црево е еден од примарните органи кои што прават детоксификација на организмот, бидејќи изфрлаат токсини и штетни материи. Но што доколку има одложено празнење, тие токсини остануваат во дебелото црево? Што се случува со телото? Иако дел од таа констатација е точна, бидејќи нели крајното условно кажам молзење, нели на потребните предсе течности и минерали заедно со течност со водата, и дел од тие витамини и дел од бактериите кои што ни се нели потребни се овдека и они вршат одредена функција на детоксикација, но целосната детоксикација сепак не е на тој дел.
бидејќи главната детоксикација се врши пред се во црниот дроб. така. И во делот од оние ретикуларни органи како слезенката и дел од другите, нели, од лимфатичниот систем, но во секој случај самата задршка на изметот или на содржината на дебелото црево овозможува оние бактерии веќе наместо нормален продукт на измет кој што би требало да се исфрли, неговото заостанување прави да делот тие непотребни материи во поголема количина бидат префрлени преку молзењето, односно преку влечењето, преку течноста, преку витамините, да имаме поголема концентрација на штетни материи кои што ќе дојдат до црниот дроб, веќе тогаш е црниот дроб малку повеќе оптеретен, а самото оптеретување овозможува некогаш да не е доволен да може сите тие токсини на соодветно ниво, соодветно да ги прочисти. Така да самиот застој од своја страна е и штетен, нели, за целосниот организам. Нормалното празнење секој дека е најдоброто нешто за нашиот организам. Застој во празнењето, односно обстипација или пак запек, може ли да си предизвикаме поради некои секојдневни животни навики, да речеме неправилна исхрана или пак преголем нес на антибиотици? Па да, физичката активност што ни е минимална, ќе влијае на функцијата на дебелото црево? Да, делот имањето на слаба навика на празнење на дебелото црево, колку што е, нели, тоа врзано автономно, не зависи од нашата волја, но дел е од нашите навики. Јадењето на, условно кажано, постојано на несоодветна храна, иако велиме дека нема несоодветна храна, нели, но јадењето на храна која што е несоодветна во интервали првично, јадењето на пообилна количина, јадењето пред се на премрсна, храна богата со пикантери, храна со малку растителни влакна, овозможува да самата перисталтика на дебелото црево е успорено. Од друга страна, користењето на одредени лекарства, дали се тоа лекарства директно за промените на дебелото црево или лекарства за друга болест, често пати знаат да го променат самиот морталитет на дебелото црево. Од друга страна пак, користењето на многу антибиотици овозможува, бидејќи антибиотикот не знае да стриктно делува само на бактерии кои што нам ни се штетни, знае често пати да ги, условно кажано, оштети и оние бактерии кои нам ни се потребни, пред се оние кои што се наоѓаат во дебелото црево. Тогаш со промена на таа бактериска флора која што имаме нормална, со користење на одредени антибиотици ние правиме штета на таа нормална флора во дебелото црево и она си го губи својот нормален тек на работа, доаѓа до промена во самото условно кажано варење, односно во самото влечење на потребни течности, витамини и самото правилно работење, таа синтеза на бактерии кои што ги има таму и си има своја одредена функција. Така да затоа и самиот апел и на Светска здравствена и на нашето министерство, нели, и на сите наши лекари дека ние во Балканот, цел Балкан е таков, дека користиме малку повеќе антибиотици него што е потребно. Знаете дека во светот пред се во Соединените Американски држави веќе е забрането користење на антибиотик без точно знаење зашто тоа го даваме, значи, односно без стриктно да се најде причината или да се најде бактеријата или евентуално другиот причинител кој што директно ние ви давале согласно таа причина антибиотик. Се од тоа што бидејќи долгогодишното или долгодецениското давање на антибиотици направи да соевите на резистенција се многу високи. Сега даваме антибиотици, а од друга страна нашите организми као популација станаа многу неосетливи на сите оние антибиотици кои што денеска ги имаме, а дел во таа вина сме и ние лекарите кои што сме давале малку повеќе без потреба антибиотици. Докторе, може да се направи некаков проблем со празнењето на цревата, земајки некои средства кои што помагаат да се испразнат цревата? Во секој случај, често пати имаме пред се она популација која што е преодна, да речеме. Преодна е негде од 45 до 55 до 60 години, кога веќе организмот почнува да се промени, особено кај женската популација, каде што веќе жените влегуваат во тој пост или предменопаузален период, каде имаме промена на хормоните, тоа влијае и на целиот организам. Често пати таа промена на навиките на празнење, они веднаш сакаат да го решат преку користење на одредени средства кои што лаксативи. Од друга страна пак користењето несоодветно на овие лаксативи овозможува да треба да станат условно кажам мрзливи.
тие цревеќе чекаат постојано некој да им даде такво средство да се испразнат. Значи, го губи оној нормален морталитет, односно ја губи нормалната навика да добие импулси за правилно празнење. Затоа препораките се во секој случај во крајна нужда да даваме такви средства, туку да овозможиме пред се со правилен дието-хигиенски режим, со правилна исхрана, да овозможиме тоа црево да се празни на нормален начин, тек во тие состојби каде што веќе со сите природни начини кога не ќе успееме тоа да го регулираме, тоа во обзир доаѓа и може да се дават лаксативи или други потребни медикаменти. Физичката активност може да помогне во Во празнењето секој на случај, цревото? значи, на прво место велиме дека не само за празнењето на дебелото црево, туку и за целосно функционирање и правилно функционирање на еден организам, не само за овој дел, за целиот организам многу е битна физичката активност. Пред се умереното движење, умерената физичка активност е од суштинско значење. Од друга страна, физичката активност е врзана и со правилната исхрана, бидејќи човек е погрешно да гладува, а од друга страна па еднаш да седне или да се условно каже ние да се прејаде, умерено постојано јадење неколку пати на ден, а од друга страна на ден или во 2 дена минимум еднаш човек би требало да има умерена физичка активност, ако не друго барем пешачење најмалку 3 до 4 километри во 2 до 3 дена, така да таа активност ќе овозможи сите наши клетки да останат витални, сите наши органи и делови да се ја вратат своја виталност и евентуално да се функционираат како што е потребно. Вела дека болестите на дебелото црево се тивки, не даваат јасни симптоми, но сепак има некои знаци кои што може да алармираат. Еве, например, крв во столицата. Дали е тоа нешто што треба да не загрижи сериозно? Да, дел една, значи условно кажано, поголемиот дел од болестите на дебелото црево се тивки. Условно барем во почетниот стадиум на одредена болест се многу непрепознатливи или ги мешаме со нормалните некои тегови или симптоми. Но пројавата на слуз, појавата на крв, појавата на промена на начинот на празнење кој што претходно пред извесен период бил нормален, па во извесен период се променува нагло, се знаци кои што бараат ние да отидеме кај својот матичен лекар да побараме помош. Имањето на промена од типот на слуз, крв или чешање во анална регија се знаци кои што треба да не одведат на кај матичниот лекар. Имањето на крв е еден од посериозните знаци, значи таа крв од каде доаѓа, треба лекарот да ја испитат, значи треба да се направат дијагностички постапки за да видиме тоа крвавење дали е свежо, дали е условно кажам не свежо крвавење, да видиме според бојата можете да процените од каде потекнува на дебелото црево или дигестивниот систем? Дел од конзистенцијата, но некош и самите пациенти ни даваат информации, бидејќи често пати се случува да тоа крвавење е после празнење, после дефекација, таа информација ќе ни ја даде самиот пациент. Од друга страна, добивањето на таква информација, матичниот лекар не треба да го остави равнодушен. Значи, таа состојба би требало да се доиследи, значи дали матичниот ќе ги направи првични исследувања или ќе го упати на соодветна адреса, тоа е многу од круцијално значење, бидејќи откривањето на одредени болести во рана фаза е од битно значење како за излекување и како и за изнаоѓање на многу посериозни состојби. Бидејќи некој знае тоа крвавење да е заради имање на една запекова состојба, која што е безазлена, условно кажано, со регулирање на празнењето, каде што со една соодветна правилна исхрана, кога ќе се исправи, условно ќе се подобри празнењето, тоа крваење ќе застане и ќе немаме ние понатаму компликации. Но, доколку тоа се занемари или секој пат на тоа го ние врземе дека е тоа крваење, често пати знае крваење да се од хемороиди кои што ги имаме во анална регија. Може да ги имаме од крвавење кои што се заради болести на самиот зид на дебелото црево, како типот на Кронова болест, улцеративен колит или дивертикулоза, евентуално на колонот, но често пати тоа крвавење знае да е и од бенигни, од малигни состојби на дебелото црево, кои што пак се многу од битно значај ние да ги откриеме во раната нивна фаза, кога и успехот на лекување е доста со висок процент. Дали хроничната анемија може да биде во корелација со некаква болест на дебелото црево? Хроничната анемија како состојба е алармантна, значи таа состојба мора се најде
прво типот на анемијата и евентуално причината за појава на една анемија. Значи, самата анемија не би требало да се лекува додека не ја најдеме причината. За жал, велам, се уште ние дел, значи, од нашата лекарска фела почнуваат прво со лекување на анемијата, а тек после одреден период, кога нема да добијат резултати, после давање на одредена терапија, нели конзервативна за таа анемија, тек потоа започнуваат со барање на евентуална причина. Советот е на Светска здравствена и наша е дека би требало првично, пред да се почне со терапија на анемија, да се најде причината за таа анемија. Бидејќи честопати знае дека таа анемија е скриена позади некоја посериозна болест, дали се работи од типот на васкуларни или инфламаторни болести на дебелото црево и често пати знае да е прва причина за анемија и да е канцеровата болест на дебелото црево. Значи понекогаш и првиот симптом за карцином на дебело црево може да биде анемија. Поготово на возраст кој што е над 50 до 60 годишна возраст, често пати доаѓаат пациенти, прв симптом им е слабокрвност, значи анемијата. Кај тие пациенти, значи затоа велам, прво би требало да ја побараме причината за анемија, а тек потоа да почнеме со лекувањето. А што е со болката или пак кркорење на цревата? Често пати кај промената на хабитусот или навиките на празнењето на дебелото црево да е врзано со имање на зголемена количина на гасови кои што предизвикуваат и кркорење или несоодветности, нели, надуеност, нелагодности. И тие состојби, кога се после одреден период на нормално функционирање, би требало да се доиследат. Значи, пак во тоа исследување битно е возраста, битно е професијата, битни се навиките и во секој случај е битно и социоекономскиот живот. Бидејќи дел и еден поголем дел од самите болести во кои што група влегуваат и она така наречено нервозно црево е групата на болести на модерното време. Ние живееме во динамично време, каде што стресовите се изразито поголеми, колку што е градот поголем. Знаете, веќе и Скопје станува пола мегаполис, каде што дневниот живот е доста стресен и тие состојби прават да самиот стрес и овозможи и болестите на дебелото црево се поизразени. Дали прегледот на дебелото црево секогаш треба да се направи со колоноскопија? Постои ли некој друг начин, бидејќи е прилично непријатен прегледот, па некои го избегнуваат? Значи, првиот преглед за дебелото црево започна кај матичниот лекар. Првиот преглед е оно што велиме ние разговорот. Прво, секој пациент кој што има тегоби би требало да дојде и да се повери на матичниот лекар. Матичниот лекар пред да прва мисла му е колоноскопија би требало да направи еден детален пред се клинички преглед, да го прегледа пациентот. Евентуално на прва рака му се и дигиталниот преглед на анусната регија, значи визуелниот преглед, инспекцијата на целиот стомак заедно, еден преглед со рака кој што може да е површна или длабока палпација, каде што можат понекогаш одредени сериозни состојби на прв преглед да се откријат. Од друга страна, веднаш потоа се лабораториски исследувања. Согласно пак велам возраста, професионалниот живот и другите состојби на пациентот упатуваат на тоа кои исследувања треба да ги направиме во делот на лабораторијата, исто така и на првични исследувања. Дали ќе е тоа ултрасонографија на абдоменот, на стомакот, или обична рентгенографија, кај што некои состојби тука може да ги видиме. Тек потоа доаѓаат евентуално доколку имаме симптоматологија што бара, тука се наредни испитување од типот на компјутерска томографија, магнетна резонанца, а секој дека визуелното или инструменталното ендоскопско гледање на дебелото црево е од суштинско значење, поготово за онаа популација каде што имаме веќе првични сериозни тегоби и пред се, каде што веќе возраста е над 50 години и пред се во фамилии каде што имаме податоци дека имаме одредени болести кои што влегуваат во групата на наследни, независно дали се тоа бенигни или малигни заболувања. Колоноскопијата, односно ендоскопското гледање на дебелото црево, веќе и во свет и кај нас е една од, условно кажано, стандардите за сигурно утврдување дали имаме некоја причина болест на самото дебело црево и таа веќе и во кај нас во Македонија нели се прави условно кажано веќе рутински, онаму каде што е потребно. Во групи или во целни групи каде што
е потребно и без одреден симптоматологија, као скрининг методи, Така. се прават одредени исследувања. Особено во семејствата каде што Во има семејства генетска каде што имаме, предиспозиција за податоци за одредени дел бенигни, а како што рековме и малигни заболување, се прават овие колоноскопски испитувања. За време на колоноскопскиот преглед понекогаш се наоѓаат полипи. Зошто тие се сметаат за преканцерози, односно ткива кои што водат кон карцином? Сите што представува полип? Полип е условно кажано као брадавица која што расте на слузница на дебелото црево, независно дали од почетниот до крајниот дел. Секоја промена или секој полип кој што е над 1 сантим се рачуна дека во одреден период на години има шанса од бенигна формација да премине во канцерска формација. Затоа и секоја промена која што на колоноскопија ќе се види и е во големина од приближно сантим, таа би требало по самиот тек на условно кажано диагностичко гледање се прави и терапеутско, односно тие се горат или се пресекува со одредени инструменти кои што ги има во текот на самата колоноскопија, или доколку се прави диагностичка колоноскопија и тој што ја прави таа не е во можност да ја направи таа полипектомија, тогаш се упатува во установа каде што тоа би требало да се направи. Затоа велам, тоа е состојба кој што може да води кон канцер, затоа во раната фаза би требало тие да се извадат. И кај оние пациенти каде што ние еднаш сме направиле оваква интервенција, полип вадење, би требало да се направат контроли на минимум на 2 години, не повеќе од 3 години, пак согласно тоа колку се на број, колку се тие големи, и треба да има соодветни контроли за одреден период повторно да се види тоа дебело црево, да не изникнат нови или евентуално на тие места каде што биле старите да не се појави некоја друга промена. Дали карциномот на дебелото црево секогаш потекнува од полип? Не секогаш потекнува, знае директно значи од самата слузница. Аденокарциномите се канцери кои што потекнуваат од од жлезите на самото дебело црево, кои што ги има во слузницата. Но една поголема група на канцери потекнуваат токму од самите полипи. Има неколку видови на полипи, али групата на вилозни тумори се онаа група кои што во поголем процент даваат на канцер на дебелото црево. Сега, каков е третманот на карциномот на дебелото црево? Дали секогаш мора да се извади дел од ова црево хируршки? Доколку е зафатено со карцином, како со малигнитет? што рековме, битно е во кој период ние ќе ја најдеме промената. Рековме често пати кога ние ќе направиме диагностичка процедура на колоноскопија, па таму ќе се најдат неколку полипи, знае некојаш од тие полипи кои што ќе бидат извадени, некој да дојде со карцином кој што е почетен стадиум, карцином инситу се вели, нели? Тоа значи на време било значи самата диагностика и било и терапеутска, значи самата постапка со тоа сме ние ја завршиле првично лекување. Кај тој пациент останува само да се следи тој период на контроли, односно на година, на 3 години, на 5 години да се прават контролни колоноскопии. Кај други пациенти каде што ќе најдеме ние промена и од каде што промена ќе се земат биопсии, доколку се потврди дека се работи за канцерска промена, се има протоколи за кој дел од дебелото црево што постапка следи. Кај дел од канцерите и согласно неговиот стадиум, кај една група имаме предоперативно примање на онколошка терапија, после таа терапија следува хируршки третман, после тој хируршки третман, после период од месец до месец и пол на заздравување, потоа следи повторно примање на онколошка терапија. Но целиот овој протокол зависи од тоа во кој стадиум се наоѓа самата промена и, како што реков, на кој дел од дебелото црево. Има, ако се работи промена која што е на почетниот дел од дебелото црево, ние знаеме, значи тогаш хируршки може да се отстрани дел од тоа дебело црево во должина од 30-50 сантиметри и тенкото црево да се поврзи со остатокот на дебелото црево и човекот да живее најнормално без креирање на онаа стома што малку потоа ќе ја спомнеме. А од друга страна, ако се работи за дел на колонот кој што е во средниот дел, дали е тој попречниот или надолжниот дел од дебелото црево, ние знаеме и односно е потребно протоколарно да се извади тој дел и претходниот и последователен дел да се спојат. Дали тој спој ќе биде рачен
или во подно време со, нели, имаме инструменти за машинско правење на споеви, анастомози така наречени, независно, или пак самата интервенција дали ќе се прави по класичен или лапароскопски пат, или во поново време ќе време доаѓа и на роботика, тоа е веќе од, условно кажано, од можностите на секоја установа. Во секој случај, сите овие постапки се протоколарни, како што се прават во свет, така се прават и кај нас, се во улога да ние тој болен дел го земе, го отстраниме и овозможиме функционирање на дебелото црево. Често пати знае да доколку се работи за касно доаѓање, заради појава или имање на канцер пред се на лева страна, каде што заради касно доаѓање се јавуваат пациенти во илеусна, во преплет состојба. Преплет на црево доаѓаат, застој настанало. Позади самата промена, позади канцерот, тој дел од дебелото црево практично заради долги денови на обструкција на стоп, страда целото од дебело црево, често пати мораме ние да го извадиме цел тој дел од дебелото, да остане мал дел од дебелото црево, а често пати или некој знае и дури и целото дебело црево да го извадиме. Така радикална операција се направи. Затоа што веќе тој дел односно целото дебело црево веќе е нездраво и тако нездраво црево вие не може да оставите во абдоминалната шуплина. Докторе, кај карциномите на дебелото црево, дали е сепак подобра класична хирургија да се отвори, да се види што се случува во стомакот, или може со лапароскопски зафат да се изведе истата операција? Секој дека класичната метода има до кога, нели, она е супериорна. Пред се во состојби, како што ги спомнаме, кога се работи за хитна состојба, во состојби каде што се работи за преплетна илеусна состојба, во состојби каде што промената канцерот доста напреднал, во тие состојби секој дека класичната хирургија има предности. Бидејќи таа операција е битно и возраста на самиот пациент, во такви хитни состојби битно е и времето на траење на самата интервенција. Но доколку се работи за промена кој што сме ја нашле во рана фаза, кој што таа состојба ние можеме комотно лапароскопски да ја отстраниме. Бидејќи самата лапароскопија има други предности. Иако можеби нема голем рез. Нема голем рез, пациентот побрзо се враќа, побрзо ја станува на нога. Побрзо се враќа на нормална активност. стомакот се прават за да се влезе? Неколку мали резови. Пациентот, значи, бидејќи отварањето на цел стомак сепак е за самиот организам една тешка состојба. Од друга страна, сепак периодот на едукација на хирурзите за лапароскопска работа е подолго траен, потежок условно да кажам. Но кога веќе таа вештина ќе се совлада, верувајте, за хирургот малку е разликата меѓу лапароскопска и класична. Дури и помладата генерација, бидејќи они веднаш, условно кажано, од почеток почнуваат со лапароскопија, за нив им е полесно сега лапароскопско работење, него да речеме класично работење, или не као тешко, туку по-рутинско е веќе. Инаку лапароскопија да дава целосна можност да она што ние класично го работиме, да можеме да го направиме и по лапароскопски пат, а резултатите во делот на побрзо заздравување, помал престој во болница и побрзо враќање на нормална животна активност, секој дека се големите предности на лапароскопијата, секој дека и тука има одредени ограничувања во кои состојби можеме, во кои состојби не можеме, дали се тоа дел заради други болести или заради технички можности, тоа е секако друг момент на разговор, но во секој случај и во нашата установа, и во Македонија, во неколку установи универзитетски предсе се прават и лапароскопски и класични операции на дебелото црево, независно дали се работи за воспалителни, бенигни болести или малигни канцер болести. Во тој момент ќе ги отвориме телефонските линии. Почитувани Телма амбуланта е контактна, можете да поставите прашања кои што се однесува на операцијата на дебелото црево. Понекогаш пациентите завршуваат со кеса, со стома. Тоа е за нив многу стресен момент. Да, секој дека се што на организмот му носи промена, секој дека за човекот е стресно, нели? Вие влегувате на операција, после операција пациентот претходно идел нормално, нели, на празнење преку чмарото, еднаш треба да се празни на кеса.
иако состојбата на имање на кеса е различно, значи се креираат кеса стома од тенко црево, дел од тоа се трајни, дел од тоа се привремени. Значи, оние што илеостоми се илеостоми, а исто така се креираат и колостоми, односно стома на дел на дебелото црево. Исто така и кај колостомите, дел од тие се привремени, после одреден период, дали се работи за одредена не канцер болест, значи дали е тоа од воспалителна природа или бенигна природа, после одреден период таа колостома се враќа, односно се прави нормален спој за да организмот нормално функционира и иде на празнење преку чмарот. Но во одредени состојби таа колостома е дефинитивна, значи останува до крај на животот. И со тоа колостома човекот најнормално живее. Период е потребен на адаптација на организмот, а и на самиот човек, нели. Имаме ние, иако као држава, нели, и во Балканот мислам дека е слично, имаме слаба програма на едукација, во последно време таа програма се подобри. Имаме пред се односно делот на стома центри или стома установи кои што доаѓаат и кои што даваат првична едукација на овие пациенти. Од друга страна и должност на самиот хирург кој што изведува таквата интервенција, кој што на крај завршува со креирање колостома, е должен пред самата интервенција да наговести и да му каже на пациентот дека меѓу другите опции на таква операција има можност да биде привремено или трајно со таква колостома. Психички да го подготви? Психички да го подготви, а секако дека и постоперативно, бидејќи на тие пациенти им е потребно време малку да се адаптираат и да сватат дека не се единствени. Бидејќи знаете, човек кога мисли дека е најлошото кај него, тоаш неговиот период на заздравување е малку поспор. Враќањето во нормална средина и неговата едукација од наша страна и дел од овие практично стома, условно кажано, фирми кои што помагаат во понатамошниот тек на нега на овие колостоми, е нивната улога и во делот на едукација на овие граѓани дека не се единствени и дека со таква една колостома ние практично сме го продолжиле неговиот живот, а иако е сменет можеби делимично квалитетот, ефектот на живење воопшто не е сменет, значи. Се јавуваат ли некакви компликации кои што се поврзани со стомите? Да речеме прекумерно празнење или пак неможност за празнење, треба ли се смени начинот на исхрана? Секој дека еден период колостомата за разлика од илеостомата е условно кажано полесно за одржување. Бидејќи колостомата го празни дебелото црево, таму празнењето е условно како што спомнавме еднаш на ден, некојаш до 2 пати. Но дека кај илеостома тоа празнење е многу често, бидејќи тенкото црево се работи малку побрзо и потече конзистенцијата. Таму 4-5 до 6 пати на ден е празнењето. Но во одреден период на време има период на адаптација на организмот кога таа бројка се намалува и е битно начинот на исхрана. И тие можности или тие состојби на навикнување ние на пациентите им ги укажуваме, они после одреден период на адаптација кон оваа состојба на живење, они се враќаат на нормално живење каде што колостомата најчесто еднаш на ден се празни, а илеостомите согласно типот креирањето знаат на неколку пати на ден да се празнат. Имаме гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат во програми и да постават прашање. Добар ден. Добар ден. По програма сте, повелете. Сакам едно прашање до доктора. Поздрав до вас, до студиото, после до доктора. Благодарам. Кој е прашањето? Ќе ве замолам само да го следите разговорот во слушалката. Прашањето ми е, мојот сопруг има проблем со дебелото црево, ги направивме сите испитувања и се покажа дека има полип на дебелото црево. Сега имаме закажана операција за да се јавиме дури на 23 април. И тоа мене ме коче малку тоа колку ќе биде и како, па ме интересира еден совет од доктора. Дали
треба порано да се јавиме, да захтеваме, или може да чекаме до 23 април. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и за прашањето, во едно убаво прашање. Да. Дали може да се чека толку за операција на полип? Штом, значи, видени се полипи, предпоставувам, спомна пациентката, дека е закажана операција за полипектомија, значи видени се на колоноскопскиот преглед одредена бројка или одредена големина на полипи кој што е закажано за април. Колегите што го гледаат тоа, согласно големината, одлучено дека тоа може, пошто полипите годишно растат околу не цел милиметар, значи, така да ништо нема се смени, нема се смени ништо до април месец, така да согласно големината, најверојатно и така е даден терминот, воопште пациентот да не се секира, се ќе биде во безбеден ред, значи. Битно е таа полипектомија да се направи и евентуално резултатот од тие полипи ќе го покаже самиот патохистолошки наод, нели, тоа ќе се прати. Со лапароскопска операција, со во класична хирургија или доколку се работи за полипи кои што се во големина помали од 2 сантима, добра, тоа сите тие можат да се завршат со колоноскопскиот пат, значи преку ендоскопски пат. Во оние состојби каде што ќе се влезе преку колоноскопија и каде што не ќе можеме да ја направиме по тој пат, ендоскопски пат, тогаш тие пациенти се упатуваат на хируршка интервенција, дали ќе е лапароскопска, класична, веќе тоа е преферирање на центарот или на самиот хирург. Така и на хирургот. Уште едно прашање ќе слушнеме од гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Едно прашање до докторот. Така? Јас сум правена операција од дебелото црево пред 2 години. Класична операција. Ме интересира баш за јадење, дали може вака се нешто да се јаде или посебна исхрана треба да се... Иначе до сега сум добра. Така, од што бевте само оперирани, еве ако може да сподели? Полипи имав јас на дебелото црево. Добро. Да немате, доктор, уште некој прашање? Не, добро. Тоа е доволно како информација што ни го дадевте. Ви благодарам за вклучувањето. Што би можеле да советувате? Да, доколку се работи за полипектомија, тука ние со ништо не го променуваме нормалната должина или континуитет на самото дебело црево. Тука после период од неколку недели, период кој што би требало да има време да се зарасне, условно кажано, таа рана од полипектомија, се препорачува полесна исхрана, а потоа пациентите се на нормална, вообичаена исхрана, каде што препораките се согласно хабитусот на самиот пациент или пациентка, да пазат, согласно возраста, да, како што препорачуваме претходно, да водат здрав начин на исхрана. Значи, тоа се препораките, иначе стрикно забрана за некој тип нема. Пред да го вклучиме следниот гледач, само уште едно подпрашање, дали треба да се избегнува црвено месо или пак рафиниран шеќер, бидејќи се поврзуваат со зголемен ризик од карцином на дебело црево, а веќе биле присутни полипи? Во последните исследувања не се стрикно покажано дека црвеното месо директно као месо влијае многу, но пред се месото од типот на димено, пушено месо, конзервансите од месо, оние меса каде што имаме или оному каде што има повеќе состав на нитрити во месото, тие пред се тоа се конзервансите или конзервираните меса, тие се докажан дека се во групата на штетни материи кои што водат повеќе во проценти кон канцер состојби. Значи, секој дека има земји каде што користењето пред се на чадено, димено месо или сирово месо во поголеми количини, таму пројавата на канцерот е во повисок процент. И тоа се препораќа да се избегнува. И останало кај народ дека би требало да се избегнува црвено месо, не битно е да се избегнуваат пред се рафинираните и она што е, како што реков, димените продукти. Не дека и тие не треба да се користат, битно е количинско, да не бидат тоа често користени. Да не се претерува. Да. Имаме гледачи кои што очекуваат да постават прашање. Добар ден. Уште еден гледач во продолжение на денешната Телма амбуланта ќе постави прашање. Се надевам дека успешно ќе се вклучи, ќе го замолам да го намали тонот на телевизорот, мислам дека тоа е клучниот проблем. Добар ден уште еднаш за него.
Добив знак дека двајца гледачи чекаат, доколку не може да се вклучи првиот. Ајде да го слушаме прашањето од вториот гледач. Добар ден. Ево уште една можност. Добар ден. Имаме некаков проблем, ќе продолжиме понатаму, па нека се јават повторно гледачите. Имаме уште малку до крајот на денешното издание на Телма Амбуланта. Ве слушаме одлично. Повелете во програма сте. Добар ден. Ало? Ве слушаме одлично, но мислам дека вие разговорот го следите преку вашиот ТВ приемник. Намалите го тонот на телевизорот, најдобро. Намален. Ете така, сега го очекуваме прашањето. Повелете. Едно прашање, поздрав за докторот и до вас. Благодарам. Да ми каже, докторот има проблем со дебелото црево, кој ќе излага во веце, има мака. Болка има и кој ќе излеза ме болат мускулите, колената, раце, нозе, све ме боли. Аха, се напрегате, сакате да кажете? Молам? Дали се напрегате, значи имате ли таков проблем? Да. На која возраст сте, колку години имате? 63 години. 63. Докторе, да не сакате уште некој прашање? Бидејќи Ви благодарам за симптоматски вклучување. може директно ќе може да помогнеме, не е лошо пациентка дали кај нас било кај или преку матично да биде упатен, ете, нека дојде на еден хируршки преглед, да детално ги видиме теговите кои што се, да видиме дали има потреба од некое исследување или евентуално има потреба од некоја симптоматска терапија. Така, самото имање на тегови од типот на болки во стомакот не секогаш е врзано директно со имање проблеми со дебелото црево, но во секој случај пациентката би требало да се јави на еден хируршки преглед за да сите тегови ги каже и да видиме, да почнеме од некаде доколку е потребно некој исследување. Имаме многу малку време до крајот на емисијата. Дали ќе се вклучи вториот гледач? Добар ден. Не, добро. Ние продолжуваме, докторе, понатаму. Нема да успееме за дивертикулите, ниту пак за хроновата болест да поразговараме. Колку често оние пациенти кои што се оперирани, еве да речеме од карцином на дебело црево или пак од некој бенигден тумор, ќе треба да прават понатаму контролни прегледи? Како што реков пред малку, битно е, нели, доколку се работи за малигнален канцер на дебелото црево, битно е секој дека дел од тие пациенти после оперативниот дел, после период на заздравување кој што трае 3 до 4 недели, штом се тие стабилни и може да продолжат, дел од тие после добивање на патохистолошкиот навод, кога ние точно знаеме за кој тип и која група и кој стадиум на болест се работи, една поголема група од тие пациенти продолжуваат на третман на онкологија, значи. Тој третман продолжува. После тој третман контролите кај хирург секоја се на 3 на 6 месеци на година дена, со тоа што во тој интервал на тие прегледи во одредени периоди, значи имаме и протоколарни контроли, дел се тоа пратење на одредени туморски маркери кои што укажуваат дали имаме повторување на болеста. Дел од тоа се повторни компјутерски или магнетни снимања каде што повторно гледаме дали болеста сме ја исконтролирале, дали има појава на повторување или рецидиви на болеста и евентуално дали има појава на други далечни метастази и евентуално контроли кои што се врзани после период кога велиме дека за дебелото црево велиме дека ако поминале 5 години од операцијата и примањето на одредена онколошка терапија, тие пациенти влегуваат во групата на излечени. Но и после тој период на одредени неколку години и повторно имаме ние контроли кај што тој пациент е постојано следен од наша страна. Тие контроли се рутински за да видиме да немаме појава на исто место или на друг дел од дебелото црево појава на малигна болест. Велам, тоа е суштинско, бидејќи во Македонија се уште е скринингот на многу ниско ниво, би требало да направиме напори како држава да овие болести ги најдеме во многу рана фаза, така да процентот на нивно излекување и успешно долгогодишно живење да биде на повисок процент. Обично не доаѓаат во рана фаза. За жал, се уште процентот на хитни и канцери кај што се запуштени, условно кажано, доста голем и се уште има реони или фамилии каде што се уште не се доиследени. Во фамилии се случаи еден или двајца члена од фамилија се со
канцер, а се уште системот не направил да пошироката фамилија биде на време опфатена со тие скрининг програми каде што ќе ги бараме и во здравите условно можни болни членови на фамилија. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Вам ви благодарам на повикот. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание, ви посакувам пријатен ден.